Со закани дека ќе бидат избркани од работа, директорите на некои центри за социјална работа им забраниле на вработените да излезат на мирен протест и да дадат поддршка на нивната колешка од Прилеп која завчера беше застрелана на работното место, тврдат од синдикатот на УПОС. Председателот Трпе Дејановски денеска наместо со вработените сам се појави на пресконференција и уште еднаш ја потврди потребата од заштита на вработените во центрите за социјална работа поради специфичната дејност која ја извршуваат, барање кое вели постојано го упатуваат до властите. Сакам само да ги охрабрам дека за правата на работниците не треба да се молчи, за правата на работниците треба да се бори. Никој ништо не може да им направи и никој не може да ги избрака од работа доколку сака да заштитат било кој нивни колеги. Треба да се знае дека центрите за социјална работа се специфична група на вработени. Тука работат даватели на услуги, работат административни службеници, работат помошно-технички лица. Секогаш работат со најмаргинализираната група на граѓани во нашето општество и секогаш се изложени на голем ризик во работата, напаѓани се вербално, напаѓани се физички, а она што се случи пред некој ден во Прилеп беше кулминација на сите напади до сега. Министерството за социјална политика преку соопштение се огласи 2 дена по немилиот настан со осуда за секое насилство врз вработените во центрите за социјална работа и соопшти дека веќе се преземаат мерки за физичко обезбедување на сите установи во нивна надлежност. Оваа постапка е во завршна фаза, а наскоро ќе биде објавен и јавниот оглас за јавна набавка, соопшти од Министерството, а тоа го потврди и нивни представник на прашањето кое го упати Телма денеска. Секој центар за социјална работа и јавни установи, значи ќе имат физичко обезбедување доколку трае работното време. Значи ова година за прв пат и сме во постапка за спремање на документација за да отвориме оглас за јавна набавка. Значи во кратко време секој центар ќе има физичко обезбедување. Социјалната работничка од Прилепскиот центар за социјална работа беше застрелана во понеделникот од корисник на услугите на оваа установа, кој пред неколку дена избега од психијатриската болница во Демирхисар. Тој се појавил во центарот со пиштол и пукал низ ходниците, канцелариите и ја застрелал во стомакот службеничката која подолго време ја демнеел, а нанишан ги држал вработените и директорот. Нему му е одреден притвор и ќе одговара за обид за убиство и поседување пиштол без дозвола, а социјалната работничка е надвор од животна опасност и се лекува во Прилепската болница.